Гоце Делчев бил бугарски борец. Вакви белешки се поставени јавно среде Скопје на изложбата на Бугарската национална библиотека која беше отворена денеска за јавноста. Дали и ова е дел од меѓусоседскиот договор кој неодамна го потпишаа Заев и Борисов? Во Бугарскиот историски архив се наоѓаат белешките од борбите на бугарските ослободители, Гоце Делчев и многу други набројани. Ова беше првиот напис поставен денеска на изложбата на книги, документи и други публикации од Бугарската национална библиотека во холот на Македонската универзитетска. Организирана како резултат на заедничката соработка меѓу двете институции, изложбата беше интересна за скромниот број присутни, мнозинство од Софиската библиотека, но никој не се задржа на написот, ниту се осмели да коментира што Делчев е вбројан меѓу бугарските ослободители, и тоа е изложено во среда Македонската национална универзитетска библиотека. Присутните не беа расположени за изјави во камера. Сепак пред микрофонот застана една од раководителите во библиотеката во Софија. Дали презентирањето на Делчев како бугарски борец не е провокација која не оди во прилог на добрососедството? Работата на библиотекарят, неговите основни задължения включват, както казах, опазването на тези документи и вече тяхното представяне пред публики. Ние не коментираме събития, ние не даваме оценки. Така че нашата независима позиция е не търсена, но задължителна. Според Минчева, целта на изложбата било да се разменат искуства и тоа му помагало на патот што го трасираа Заев и Борисов на 1 август. Разбира се, че се подобряват не само добросъседските отношения, но и тесните професионални сътрудничества между наши специалисти и специалистите на Македония, както и на всяка друга страна. Защото обмяната на опит е един вид сверяване на часовник, един вид връщане в действителността, едно възприемане на добри чужди практики и тяхното доразвиване. На изложбата беа презентирани и фотографии од членовите на Македонско-одринскиот комитет, нивни надписи и белешки. Историчари и експерти се очекува да ги почнат разговорите за историјата на Македонија и што ќе се брише од неа. Министерот за надворешни работи денеска со дипломатска изјава не открива кога ќе биде првата средба. Димитров вели дека се уште нема составено комисии, туку и двете страни се размислуваат да се состави. Македонија нема ништо против планот на Коцијас за формирање на заеднички историски комисии, кажа денеска Димитров. Шефот на македонската дипломатија, иако остана на ставот дека со неговиот грчки колега Коцијас не договориле комисии, туку само средби, се изјасни дека немал ништо против да се разгледа предлогот за заеднички комисии. И додека Коцијас во македонскиот колега гледа интерес на личност од соседната држава со кој договориле експертски тимови да ги коригираат македонските учебници, од македонска страна ги негираат комисиите, но немаат ништо против планот на Коцијас. Димитров лично и како преговарач од Македонија за разликите за името истакна дека предложил такви комисии како оваа за која што зборува неговиот грчки колега. Можно е министерот да има план ова да го предложи. Македонија во 2007 година, и јас лично во тоа време во својство на преговарач за разликата околу името, во еден поширок контекст на предлог мерки за градење доверба, предложи формирање на комисија, налик на ова за што зборува колегата Коцијас, така што ние во принцип немаме нешто против. За македонскиот шеф на дипломатијата Балканот бил премногу оптоварен со историја и се додека историјата била оставена на историчарите и експертите, а политиката на политичарите, тоа е корисно. Тој денеска потврди дека целта на Македонија е да влезе во Европската унија и ќе направи се што може да го фати возот и заедно со Црна Гора и Србија да стане членка на ЕУ. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер пак вчера ги сруши сите надежи дека Македонија би можела во следнава деценија да стане членка на ЕУ. Најави влез на Србија и Црна Гора во Европската унија до 2025 година.